Едукативна средба за запознавање и подигнување на свеста на средношколците за тоа што е ГМО, како да го препознаат ГМО производот и зошто да не го конзумираат. Проблемот со ГМО-то, според координаторот на Slow Food, доаѓал од Америка од познатата корпорација Monsanto и започнува од 70-тите години. ГМО-то може да се сретне во најразлични производи. Кај нас сега ќе се соочиме со проблемот кога ќе се даде дозвола и животните да можат да се прехрануваат со ГМО сточна храна. Меѓутоа, многу е битно да се напомене тоа дека се што е од животните ќе доаѓа и до нас преку конзументите и конзумирање на таква храна. Влијанието од ГМО според Неделковска било големо. Тие пролетни алергии кои што се случуваат, тие се резултат на ГМО производи и сето она што се користи како ѓубрива за пестициди и хербициди за производство на храна. Значи, ако тргнеме од тие некои пролетни алергии, може да се увиди колкав е учинокот на штетноста, каде што во некои случаи има и фатални, односно смртност предизвикуваат. Неделковска со низа препораки како да се заштитиме од штетното влијание на генетски модифицираната органска храна. Прво што еден конзумент на храна, на еден обичен конзумент е прво да ги чита декларациите. ГМО не се толку експлицитни на напишаното на декларациите, значи тие се со најситни буквички, меѓутоа сепак тоа е првата работа, а она ние што го работиме како Slow Food е преку вакви едукативни настани да подигнеме свеста на граѓаните. Учениците од средното училиште од Демир Хисар задоволни од ваквите предавања бидејќи се запознале со генетски модифицираната органска храна. Дека сите научивме по нешто за генетски модифицирани организми, како и за генетски модифицирана храна, исто и за генетскиот инженеринг, односно технологијата. Очекуваме нов едукативен час во ноември и пред се сакаме да финишираме со голем хепенинг на пролет, каде што ќе има и дегустација за вкусови. Во училиштето во тек е акцијата Секој ден е ден на планетата Земја. Целта е преку вакви проекти да се анимира пошироката јавност за одржување на здрава и чиста средина. Покрај трите основни точки на екоодборот, заштеда на вода и енергија, одржување на здрава средина во училишната зграда и училишниот двор, воведовме уште една акција Go Green, Think Green, со која секој ден е ден на планетата Земја. Направивме некои мали проекти, како например изработивме континери за хартија и пластика, изработивме скулптура на риба во која треба да се фрлаат лименки за да се доврши. Со помош на раководството на училиштето и со помош на општината, планираме уште мали проекти со кои сакаме да ја анимираме пошироката јавност. Инаку Slow Food е интернационална организација која како движење е формирана во 1987 во Италија. Распространета е во 160 земји ширум светот со над 100.000 членови. Во Битола е формирана во 2011 година. Трибината се одржа во средното училиште Крста Петков Мисирков во Демир Хисар во соработка со организацијата Slow Food.